се занимаваме со црквата, со незината цел, со смислата на постоењето, со призванието, со повикот што Бог го има за црквата. Видовме дека целта на црквата е одредена од Бог, зашто црквата е божествена организација, божествен организам. Црквата не е како другите обични човечки организации. Всушност црквата е жив организам. Во црквата има живот. Црквата е тело. И како тело со органи, како организам кој функционира, треба да го представи животот на оној чијшто тело е црквата. Рековме дека изминатите и зачувани дека црквата е Христово тело. И како Христово тело црквата треба да го представи во овој свет животот на Христос. Бидејќи црквата како тело Христово го живее Христовиот живот, тој живот треба да се виде надвор. Црквата преку служењето го покажува всушност Христовото служење. Црквата суштествува за преку неа да служи Христос. Она како што Христос служеше пред 2000 години во Јудеја, Галилеја, Самарија, на истиот начин Христос служи и денес. Преку црквата светот може да види дека Христос не е мртов, дека Христос е жив. И не само што е жив, но не е некаде далеко, туку е овде, присутен. Во овој свет, присутен е на земјата. Секаде каде што служи црквата, таму присуствува Христос. Таму служи Христос. Црквата ја проповеда на Христос пред 2000 години. Проповеда добра вест на бедните. Проповеда ослободување од робството на поробените во гревот. На оние кои талкаат во темнината, црквата или Христос преку црквата им носи светлина. На оние кои се натоварени со безнадежност, со очи, со безсмислие, со страф, Христос дава растоварување од тој товар. Го дава неговиот јарен кој е лесен за носење, кој е благ и кроток. Тоа е служењето на црквата. Да го врши Христовото служење во овој свет. Да го живее Христовиот живот. Зашто црквата е Христовото тело. И видовме дека црквата тоа го прави преку луѓето кои се дел од црквата. Видовме дека тоа Христово служење се врши преку служењето на органите, на членовите, на сите ние кои се припаѓаме на црквата. И затоа секој духовно новороден христијанин има од Бог дар. Самиот Христос освои дарови. Отиде во смрт и воскресна, за да освои дарови кои ни ги даде нам способности да служиме. Преку служењето, преку нашето служење, Христос служи во овој свет. Преку даровите што ги имаме, ги употребуваме, се покажува Христовата сила и слава во овој свет. Христос пред да се вознесе во Матеј 28 глава, во 18 стих им рече на учениците: сета власт дадена ми е, сета власт на небото и на земјата. Во Христовите раце е сета власт и на небото и на земјата. И Христос се вознесе на небото. И како ја практикува власта на земјата? Преку црквата. Служејќи со даровите, Христос се практикува власта на земјата. Христос практикува власт на земјата преку црквата. И затоа основно, клучно, важно за секој верник е да разбере кој е неговиот дар и да го стави во служба. Што така Христос владее, ја практикува сета власт на земјата. Така се покажува неговиот живот на земјата. И тоа е оно што горе-долу го кажавме, изминатите неколку изучувања, и од 13 до 16 стих, како што можевме да видиме од оно што го прочитавме, ни се открива а која е пак крајната цел на функционирањето на црквата, на функционирањето на органите на црквата. Која е нашата крајна цел во служење во црквата? Која е мерката до која треба да достигнеме функционирајќи, служејќи во црквата?
И како што можевме да видиме во текстот, целта на Христос преку црквата е да изгради зрели луѓе, да изгради зрело човештво, да изгради зрели мажи и жени. Секако дека основната заповед која ни е дадена нам, која е дадена на црквата, е да го проповеда Евангелието. Основната заповед која Христос ни ја даде да отидеме меѓу сите народи и да го проповедаме Евангелието, да објавуваме благопријатната година Господова, покрај спасението, милоста, благодата и спасението и вечниот живот. Меѓутоа, и верувам дека Бог ќе води црквата, не води сите нас кон исполнување на заповедите, т.е. на пророштвата што ги откри во Стариот Завет и во Новиот Завет. Оние пророштва дека ќе дојде царство на праведност и мир, царство во кој вечно ќе царува праведност и мир. Верувам дека ќе дојде царство во кое тенковите, пушките, пиштолите, мечовите, сапите, ножевите ќе бидат претопени во плугови и рала и нема да има повеќе војни, нема да има конфликти, туку ќе има мир, ќе има радост, нема да има смрт, нема да има солзи, нема да има болка. Но сега Бог подготвува човештво кој ќе биде зрело за таквото царство. Пред 2 недели во среда го изучувавме родословието на Каин. Видовме како се појави првиот град, видовме како се појават првите дејности, се појави музиката како уметност, поезијата, забавата, патувањето и така натаму. И нема ништо лошо во сето тоа. Меѓутоа, основата, позадината на сето тоа беше гревот на човекот. Во сите тие нешто човекот го реализираше гревот. И затоа ние очекуваме град со основи, град кој почива врз Бог, ние очекуваме град во кој ќе влезе едно зрело човештво. И Бог сега го подготвува тоа зрело човештво и тоа зрело човештво или единственото место каде човек може навистина да созрева е Христовото тело или црквата. И тоа е темата што ќе ја видиме оваа вечер. Градењето на зрелото човештво. Бог сака ние да созрееме во онаа природа, во онаа суштина што ја има во предето уште кога го создал човекот, ако беше нарушена со гревот. И ако сме реални, ќе признаеме дека ние го имаме во нас тој копнеш да созреваме. Ние имаме копнеш да се усовршуваме. Уште кога се раѓаат малите деца, бебињата, и малку ќе почнат да разбират за животот, кај нив се јава веќе копнежот да бидат како поголемите батковци и дотки. Да се взимаат облека нивна, взимаат, ги копираат, зашто сакаат да бидат како нив, да бидат позрели од тоа што се. Младите момчиња пуштаат бради, за да изгледаат позрели. Кога ќе влеземе во некоја област, сакаме да напредуваме во таа област. Кога взимаме карактеристики од, или сакаме се представиме пред него, ќе покажуваме оние нешта во кои сме најзрели или најразвиени. Зашто во нас има таков копнеш. Затоа никој не сака да биде наречен со некој прекор кој асоцира на заостанатост. Например, никој не сака да го викат заостанат. Никој не сака да го викат, има израз селјак. Што значи? Тоа не значи едноставно човек од село. Тоа значи човек кој е заостанат, некултурен, не се развил. Никој не сака да го викаат глупак. Секој сака, кога зборуват за него, да кажат: "Ој е многу паметен, ој е многу развиен", во секој поглед. Не сакаме асоциации да прават со нас на недоразвиеност. Зашто Бог во нас вложил таков копнеш. Тоа Бог даде. Зашто и тоа е Божјата цел за нас, да се развиваме, да се усовршуваме.
И кога говориме за усовршување или развивање, проблемот што го имаме е во погрешните мерки или погрешните разбирања за усовршувањето. Нашите мерки или нашите техники за усовршување се суетни. Ние ги взимаме мерките, стандардите на светот. А светот какви стандарди на усовршување има? Како светот се задоволува потребата за созревање и докажување дека е зрел некој човек? Обично се споредуваме со оние што се поназад од нас. Ке си најдеме човек кој во многу аспекти е поназад од нас и ќе кажеме, еве, ние сме добри, ние сме отишле многу напред. На крајот на краиштата, еве, не сме во затвор. Има луѓе кои се во затвор зашто убиле или украле. Ние сме подобри од нив, што не сме затвореници. Не сме убиле никого. Кога се представуваме во историјата, например, ги взимаме најдобрите периоди. Знаете, секој народ е најголемиот народ. Ние сме најголемиот народ, македонците. Бугарите велат дека се најголемиот народ, србите велат дека се најголемиот народ. Зашто сите ги взимаат оние личности од историјата и оние периоди во кои сме представени добро, кога се биле големи царства, или оние луѓе кои дале некој придонес за човештвото. Меѓутоа, во историјата на секој народ има и лоши периоди. Во историјата на секој народ има и лоши личности. Меѓутоа, никој народ не ги стакнува, не ги зима како некаков репер за квалитетот на тој народ. Зошто? Зашто сакаме сите да се представиме како нешто многу големо. Кога се споредуваме, и владите тоа го прават, колку сме отишли напред. Ќе ги земеме само оние показатели од економијата или политиката каде што стоиме добро. И кажеме, ние сме најдобри во светот. Тоа го прават сите. Тие се тие суетни, човечки мерки, трикови што ги користиме, за да го задоволиме во нас копнежот, да се представиме како зрели, како развиени, како напредни. Не е тоа лошо. Бог го вложил тој копнеж. Меѓутоа има вистински стандард, има вистинска мерка. Апостол Павле вели дека се неразумни сите оние што се мерат самите со себе. Во 2 Коринтијани 10:12. А која е вистинската мерка? Или кој е стандардот со кој ние треба да го мериме растежот? Во овој текст апостол Павле 2 пати го спомнува Христос. И вели до мера на возраста на Христовата полнота. До која мера треба да растеме? Или кој е стандардот со кој го споредуваме нашиот растеж или нашата зрелост? Возраста на Христовата полнота, Христовата зрелост. Понатоа вели во секој поглед да растеме во оној. Тоа е мерката, тоа е стандардот. Во Христос кој е глава на се, глава на црквата. Главата на црквата, главата на Христовото тело е Христос. И ние растеме во Христос, во возраста на Христос, во мерката на Христос. Со други зборови, што значи тоа? Дека Христос е стандардот со кој се мериме. Ако сака некој да види колку е созреан како личност, како човек, треба да се праша колку е сличен на Христос. Тоа е единствената мерка. Во која мерка, колку ги исполнуваме заповедите на Христос? Во која мерка се однесуваме како Христос? Тоа е единствената мерка за растежот. Тоа е стандардот на растежот. Христос ги укори сите оние кои викаат Господи, Господи, а не го извршува она што тој го кажува. Со други збори сакаше да им каже, вие сте многу незрели. Неразвиени. И сега,
ако тој стандарот на растеж, ако мерката за зрелоста на секој е сличноста со Христос или Христовиот карактер, ако не постои друга мерка и ако единствениот начин на кој можеме да видиме колку сме созреани е Христос, може да се разучаваме и да кажеме тогаш никој не може да созрее. Тоа значи дека сите сме многу назад. Кој може да биде како Христос? Растежот, созревањето или зрелоста е невозможен процес. Тоа е невозможна мисија. Текстот не открива некои важни работи во тој поглед. Во секој поглед, вели апостол Павле, да растеме во оној кој е глава Христос. Изборчињата растеме и во секој поглед укажува на бавноста или на постепеноста на растежот. Растежот е процес. Да растеме, не вели во секој поглед да станете, да растете. Глаголското време е продолжително. Да растете и во секој поглед значи во секој аспект. Тоест, во еден аспект растеш, има процес, во друг аспект има процес. Тоа се разновидни процеси, разновидни аспекти, погледи во кои растеме. Според Христовата полнота или Христовата зрелост. Тоа значи дека зрелоста или созревањето во Христос не е моментален процес. Тоа значи дека од кога ќе поверуваме, наеднаш не исчезнуваат од нас оние стари навики, нештото што не влечат назад во стариот живот. Тоа значи дека продолжуваме да си носиме багаж од стариот живот. И од време на време се надигаат во нас старите навики, не вадат од колосек и се појавуваат во нашиот живот. Тоа е вистината. Но тоа не значи дека немало вистинско отсуство, вистинското новораѓање, духовно новораѓање. Но, што сака да каже овој текст? Како што трупаме христијански стаж, како што одминуваат годините, појасно треба да се огледуваме промени во нашиот живот. Промени што се случуваат во нас, појасно гледаме како товари од минатото се откачуваат се повеќе и повеќе, ги оставаме зад нас. Тие веќе не се дел од нашиот живот. И вклучуваме се повеќе и повеќе карактеристики на новиот живот во Христос. И тоа е процес. Тоа е нешто што се прави целиот живот. Растежот во зрелост, созревањето е доживотен процес. Созревањето и воопшто во човечкиот живот воопшто е доживотен процес. Ние до крајот на животот созреваме. До крајот на животот ние учиме. До крајот на животот се развиваме. Созревањето и духовното созревање или созревањето во Христовата мерка е доживотен процес, исто така е процес што се одвива во самото живење. Не е можно созревањето без да се живее христијанскиот живот. Како и пливањето. Пливањето е дисциплина која се учи со самото пливање. Може да земете книга за пливање и може да ги научите сите техники од книгата, може дори да знаете секоја коска и секој мускул како учества во секоја дисциплина или различен стил на пливање. Но додека не влезете во вода и не се наголдате вода, нема да научите да пливате. И пливањето се усовршува не со седење во училница, туку со пливање. Исто е со христијанскиот живот. Христијанскиот живот или созревањето, духовното созревање, христијанското созревање е дисциплина која се усовршува во текот на христијанскиот живот. Како што живееме. Како што живееме, осознаваме како се постабилно и постабилно пливаме во христијанските води. На почетокот тонеме, се издигаме, па пак тонеме, издигаме додека, како и пливањето,
постепено не чувствуваме се повеќе сигурност. Стануваме по-сигурни во водата. Чувствуваме како веќе се држиме стабилно на површината. Така и христијанскиот живот. На почетокот почесто тонеме, пропаѓаме, се креваме, меѓутоа се очекува и тоа е растежот. Она зашто пишува апостол Павле. Тоа е единство од црквата за което говоревме толку многу и повторно е единство од духот и повторно е спомнато овдека. Љубовта која е спомната. Заедното помагање преку врските на мирот во црквата. Станува се повеќе дел, јасен дел од нашиот живот. Тоа е созревањето. Се разбира дека ќе голтнеме вода, колку да сме совршени пливачи, колку добро да пливаме, ќе се опушташ и доаѓа некој бран и те потопува. И ти треба време да излезеш. Не се случува многу пати, ќе кажем веќе крај, го ставам настрана тој проблем, нема повеќе да се гневам, нема повеќе да завидувам, нема да обрекам внимание на некои провокации, кога ќе се случи нешто и ќе ти испрви од шините. И ќе се врати се тоа што си мислел дека останало за тебе. Но идејата е дека во нас треба да има спремност. Копнеш. Бидејќи тој копнеш е даден веќе во нас. Но тој копнеш да го остваруваме на правилен начин на единственото правилно место во Христовото тело. Како велат, има една мудрост, вели, за да се изгради едно здраво, стабилно дабово дрво со длабоки корени, со развиена крошна, требаат години. 10, 20, 30 години. А за да се созрее една тиква, треба неколку месеци. Бог сака од нас да изгради здрави дрвја, со длабоки корени по верата, со цврсти стебла, со развиени крошни, кои даваат плод на време. Тоа е првиот псалм. Оние што денонокно се насладуваат на Словото, тие навикуваат на дрве кои се посадени покрај води и навреме го даваат својот плод. Тоа е Божјата воля за христијаните. А за тоа треба време. Бог не сака од нас да прави тикви кои за неколку месеци ќе процветат, ќе дадат плод и ќе исчезнат. Бог од нас создава зрели луѓе кои во целата вечност ќе го живеат неговото царство. Од тоа треба време. Бог ни го дал тој копнеш, ние треба да се стремиме. Да видиме како малите деца кои копнеат, едва чекаат да пораснат. Постојано гонат некаков нареден степен на зрелост, на растеж. Кога ќе наполни 10 години, едва чека да стане 12 години. Кога ќе стане 12 години, едва чека да стане 15 години. Кога ќе достигнеме, кога ќе достигнеме да некој постигане духовно, да копнееме за следното. И за следното. И да растеме постојано. Спремност да се работуваме со дејството на Светиот Дух, кој не преобразува според Христовиот лик. Или како што пише во 2 Коринтијани 3:18. Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. Тоа е првото нешто што го гледаме. Процес, растеж. Од нас се очекува тој процес на растеж да е очигледен. И тоа значи напуштање на фази. Да не заглавуваме во некои фази. Да не видиме веќе мали деца. Ако го разгледуваме духовниот растеж, духовниот живот, може да видиме во некои текстови дека тој многу наликува на духовниот живот, како и човечкиот природен живот, биолошки живот. Има фази. Има детски фази, има момчешки фази, има и фази на зрелост. Во Јован, 1 Јован, апостолот во 2 глава говори за дечиња, момчиња и татковци. Ви пишувам вам дечиња, ви пишувам вам момчиња, ви пишувам вам
татковци. Што говори за различни фази на зрелост, на духовна зрелост. Секоја фаза си има карактеристики, како и во биолошкиот живот. Кога се мали, кога се бебиња, од нив се очекува само да спијат и да јадат. Така растат, со спиење и со јадење. Потоа, кога ќе пораснат малку повеќе, се очекува нивното созревање да се случува и преку некаков нивен труд, учење во школа, вршење некакви одговорности, ќе треба да се подредуваат собата. Веќе не е доволно само да јадат и да спијат. Нивниот растеж нема да биде возможен ако тие самите не прават нешто. Потоа во некоја наредна фаза се очекува да земаат уште поголема одговорност. Да се фази во биолошкиот живот кои ги гледаме и во духовниот. И при тоа, во секоја наредна фаза се очекува човекот како позрел да биде и постабилен. Да не ги прави нештата што ги прават малите, или оние што се со помала зрелост. Инаку би имало оно што се вика во медицината заостанатост, со пречки во развојот. Се случува луѓе поради некои причини да имаат пречки во развојот. За жал и во духовниот живот се случува многу христијани да имаат пречки во развојот и да останат мали деца. Кога говори за растежот, апостол Павле вели да не бидете веќе како малите деца. За жал, многу пати во христијанството многу христијани велат, па нема ништо лошо во тоа да бидеме како малите деца. И го земаме него што Христос вели да бидеме како малите деца, зашто ми не припаѓа Божјото царство. Меѓутоа, да не забравяме дека Христос, кога го кажува тоа, мисли на примерот што го даваат малите деца во поглед на верата во Бог и прифаќањето на верата во Бог. Искрено, чисто. Но не мисли тој на нашето поведение да бидеме во духовниот живот како малите деца. Бог очекува од нас тој поглед да созреваме, да бидеме зрели како Христос што е зрел. А пак ќе кажам, зрелоста значи всушност однесување како Христос. Ако се однесуваме како Христос, значи дека сме зрелост. А спротивно тоа се малите деца. Што е карактеристично за малите деца? Апостол Павле да објаснува што значи да не бидеме како малите деца. Тие се непостојани. Малите деца имаат интерес кон нешто, ќе покажат голем интерес кон нешто, и тоа трае малко време. Ќе си игра со една играчка и ќе види друга, ќе ја фрли едната, ќе ја посака другата. Како велат? Како може да ја земеш најлесно играчката на детето? Ако му ја влечеш од раката, ќе плаче и ќе ја држи, нема да ја пушти. Покажи му друга играчка, ќе ја пушти првата и ќе отиде кај другата. За жал, многу христијани се како малите деца, зашто не се постојани во учењето Христово. Ке видат некоја друго, така, со светилки или со шарми во учење, што малите деца се привлекуваат и затоа имате играчки се такви, со да светкат работите, играчките им се со шарени бои, или пак има сјалички многу, тоа го привлекува нивното внимание. За жал, многу христијани токму тоа го прават, барат. И има многу такви учења, се појавуваат постојани такви учења, за да ги задоволат детските апетити на христијаните кои заостануваат во духовниот растеж. И ќе слушнат дека некаде, например, било поинтересно учењето, зашто таму се говори за некакви чуда, или пак лекуваат, говорат за некакви манифестации на Светиот Дух кои се интересни, или пак ветуваат успех, пари и на друг начин. И така христијаните лутаат од едно учење во друго учење, од позадината на сите тие повеќето од се лажни учења, и така се лутаат лажните учења преку човечките заблуди во лукавството на ислама на заблуди. И тоа е проблем.
вистински проблем. Лутањето по атрактивни учења е знак за заостанатост во детска духовна фаза. Има само едно вистинско учење, Христовото учење. Има само еден вистински стандард, она што го имаме во Словото. Јута ние бараме модерни работи. Има мода во себе, дури има мода и во учењето, во христијанските учења. Во различни периоди нешто различно е модерно. Има само една постојана библиска мода. Словото што е запишено во Библијата. Ако сме зрели, ние ги копнееме во вистинското Христово учење. Авторот на посланието до евреите ги окорува таму евреите. И вели, уште ли се држат до оние детски учења за пророштва, за чуда и за манифестација на Светиот Дух. И требаше веќе да бидете учители, да копнеете за вистинското слово, за здравата храна. Друго нешто што јас сум го забележал како непостојаност кај неразвиените, духовно неразвиените христијани е непостојаноста во она што го прават. Како и децата. Тоа е карактеристично за децата. Децата имаат многу мерак да работат кога ќе те видат дека правиш нешто. Ако бојадисуваш, ќе сакат и они да се вклучат. Ќе бараат четка. Но колку се постојани во тоа што го прават. По известно време ќе посакат место четка ваљак и на крај ќе посакат и во кантата да влезат па да се играт со бојата. Тоа е карактеристиката, непостојаноста. Многу христијани, па и во нашата средина имало така, ќе се запатат со голем мерак да прават нешто и ќе чуат дека во друга црква имале подобра можност за друго нешто. Или пак во истата црква ќе бараат нешто друго или трето. Бараат нешто што постојано ќе го задоволува нивниот интерес. Да не бидеме како малите, веќе како малите деца. Но одговорно зрело, како што се очекува, како што Христос одговорно и зрело ја изврши својата мисија, така се очекува и ние одговорно и зрело да го правиме она што Бог го бара од нас. Според дарот, според способноста што имаме, според местото на кое што не поставила црквата. И на крајот уште една работа што исто така се забележува. И тоа е повторно очигледна карактеристика на малите дечиња. Непостојаноста на посетата, на редовноста во општението и дружењето во црков во Христовото тело. Активни се известен период и исчезнуваат, ги снемуваат. Додека не слушнат, додека пак не се јави некој мерак кај нив, некоја желба, пак да дојдат со ентузијазам и потоа пак ќе исчезнат. Или пак ќе ги израат сите цркви. И низ наша црква поминале луѓе кои пред да дојдат кај нас биле уште на 5 други цркви, и служители и работат тамо и посетувале. И потоа продолжуваат и во други цркви. Зрелоста значи посветеност на семејството, на телото на кое што припаѓаш, на делото телото на кое што припаѓаш. Како што секој сериозен татко се посветува на своето семејство, награде на своето семејство, како што секој одговорен родител се посветува на своите деца, на нивно созревање и свое, така и духовната зрелост значи посветеност на духовното семејство. Да не бидеме повеќе како малите деца, но да се стремиме според Христовиот пример, според неговиот модел, според неговиот стандард, да созреваме, да стануваме вистински мажи и жени во верата. Другото нешто што е многу важно, тоа е и показател за зрелоста, но исто така и е услов за зрелоста. Да се говори вистината со љубов. Сега, овој превод што го користиме не е добар. Овој синиот од 99 година е подобар, 2000 година, и јас ги ставив и двете варијанти. Едната вели туку со љубов, држејќи се за вистината, во секој поглед да растеме во она кој е глава Христос. Додека вистинскиот превод е говорејќи ја вистината со љубов, во секој поглед да растеме.
Говорењето на вистината со љубов е услов да растеме во секој поглед. Зашто, ако не ја говориме вистината со љубов, како ќе има растеж, како ќе ги согледуваме недостатоците што не можеме сами да ги видиме. Треба еден со друг да си укажуваме на они аспекти, он поглед во кој не растеме, не се гледа напредок. Две нешта се истакнуваат. Вистината да биде говорена и таа да биде говорена со љубов. Минатиот пат, сеќавате, братот Лазо говореше за компромисот. Ние сме многу поспокојни и ние многу повеќе сакаме да го говориме компромисот со љубов. Зашто многу потешко да се говори вистината. И тоа повторно прашање на духовна зрелост. Зрелиот човек не се плаши да ја говори вистината во љубов. Во љубов. Зашто вистината во незрелост може да се говори и на друг начин. Може со злорадост да се говори вистината. Знаете, ќе начекаме некого, ќе го начекаме во незгодна ситуација, му се ситиме, а велиме те начека, веш каков си лош. И ја кажуваме вистината. Меѓутоа, не ја кажуваме како што треба. Повеќе ја кажуваме за да се ситиме, да се радуваме на неговата несовршеност. И таквото кажување на вистината не го поттикнува доброто кај другиот. Напротив, го поттикнува лошото. Кога говориме вистината со злорадост, тогаш создаваме недоверба. Кога ја говориме вистината со љубов или во љубов, тогаш всушност ние кажуваме тешко ми е да ти го кажам, меѓутоа е потребно и заедно можеме да отидеме напред. Вистината говорена со љубов стекнува доверба. Го мотивира доброто. Не е лесно. Повторно ќе кажам, говорењето на вистината бара зрелост. Зашто говорењето на вистината во љубов е и сериозна работа, меѓутоа и бара надминување и на собствената суета, и на собствената гордост. Зошто се плашиме? Го знам тоа од самиот себе си. Тргнувам од себе. Страв ми е да ја кажам вистината во љубов. Полесно ми е компромисот или полувистината или лагата да ја кажам во љубов, зашто сум заштитен. Зашто многу пати се плашиме ако ја кажеме вистината во љубов, може да се загрозиме себе си поради реакцијата на другиот. Ако не бидеме сватени правилно, ако реагира против мене, ако си создаме пријател, ако се сврти против мене, тие прашања си ги поставуваме. И на крајот на краиштата, причината поради која не ја говориме вистината во љубов е егоизмот, да се заштитиме себе си и да се криеме вистината пред другиот. За себе си да се заштитиме. Христос секогаш ја говореше вистината во љубов. Како што нели минатиот пат чувме, никогаш не правеше компромиси. Тоа е зрелоста, тоа е стандардот што треба ние да го достигаме, духовниот стандард. Ако не ја говориме вистината во љубов, нема да има и растеж. Така се овозможува растежот во телото. Таа се гради, зрелоста се гради и се покажува преку говорењето на вистината со љубов. И на крајот, апостол Павле завршува со меѓусебно прифаќање и подкрепа како еден фактор или важен фактор во растежот. Вака е преведен овој текст што ние го користиме, вели со него целото тело е составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски пред дејството на секој дел поради силите негови и сето тоа нараснало да се изградува во љубов. Еден подобар превод било вака. Од него. Значи, тој е креаторот, тој е конструкторот. Од него целото тело е поврзано и соединето во едно.
И што е конструкцијата што тоа е прави. На тој начин, како тој се поврзува и соединува во една. Секоја врска дава подкрепа според соодветното действување на секој одреден дел. И сето тоа прави телото да расте за својата собствена надградба во љубов. Како е конструирано телото од Христос? Секој дел има врска со другиот дел. А зошто е таа врска? Таа врска треба да овозможи заемна подкрепа, прифаќање и помагање. Со други зборови, секој дел функционира да преку врската на духот да даде подкрепа на другиот дел. Прифаќање и подкрепа. И на тој начин целото тело расте за надградба во љубов. Тоа е единствениот начин. Нема друг начин во кој телото или црквата би можела да се гради, да се развива. Освен преку взаимната подкрепа, взаимното помагање. А тоа пак така е направено или така е создадено од главата Христос. Други зборови. Сите ние сме поставени на определено место. И сме поставени на тоа место и сме поврзани со некои други органи преку врска, кои може да не се допаѓаат, а може да не ни се допаѓаат, бидејќи Христос решил да настави на тоа место во таа врска со тие други органи. Тој конструира да биде така. Тој ги поставува сите органи на своето место. Рековме дека тој дал според мерката на благодата. Тој дал дар. Духот го дал дарот. Духот поставил определена функција на определен верник, на определено место, според неговата воля, според неговиот суверен избор. И ние во црквата сме заобиколени со органи, според дарот, дадени од Бог. И нашата единствена задача е на тие органи да им даваме подкрепа и да прифаќаме подкрепа. Зашто Христос така ги наредил работите. Тешко е можеби да се прифатат некои луѓе, зашто како што кажав, како ние сме како прасињата, бодликавите прасиња. Боцкаме, меѓутоа мора да сме еден до друг. Бодликавите прасиња, бидејќи живеат на ладни места на планетата, ќе им стана ладно и ќе се стуткат еден до друг. Ќе се почувствуваат непријатно од боцките и ќе се оддалечат за малку време. Ама ќе разберат дека е ладно и смрзнуваат и пак ќе се вратат. Разбираат дека не можат да преживеат сами. Мора да бидат и со боцки и без боцки заедно, поврзани еден со друг. Многу пати ги гледаме само боцките на другиот, а не осознаваме дека и ние имаме боцки. Како вчера што зборувавме, само што како кактусите цветеа во различно време. Секој цвета, на секој му изгубуваат боцките во некој период, во определен период. Но и боцките служат за нашето изгладување, за нашето усогласување. И преку боцките се градиме и се развиваме. Зашто врските на мирот, на духот, преку кој се пренесува подкрепата, се трајни, не се човечки. Патот за созревање во комплетна личност, во Христовата полнота, во стандарот на Христос, во придобивање на Христовиот карактер, Христовата зрелост е говорењето на вистината во љубов и прифаќањето на останатите во љубов. Зашто на крајот целта е тоа единство, така зглобеното тело, да расте, да се надградува во љубов. Тоа е крајната цел. Ако одиме по тој пат, таа невозможна мисија, достигање на Христовата зрелост, станува невозможна мисија. Зашто Божиот дух ќе го врши тој процес на созревање
и трансформација во Христовата слава, во зрелоста на Христовата полнота. И еден ден, кога Христос ќе дојде и ќе застанеме пред Него, ќе бидеме како Него, зашто ќе бидеме преобразени од слава во слава според Неговиот лик. И тоа е нашата цел. Бог подготвува зрело човештво за Неговото царство. Бог не сака небесниот град да биде како градот на Каин, кој беше основан од грешници и во кој сите дејности заживеа од грешници. Бог подготвува град, небесен град, во кој ќе влезе Неговото зрело човештво. А нашата задача е да се посветиме на таа мисија. Единственото место каде што можеме да созреваме на вистина како личности, да се градиме како зрели луѓе, е Христовото тело, со помошта на Неговиот дух, исполнувајќи ги Неговите упатства и совети.